Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте повторно назад во отвореното студио 1 на 1 ТВ. Минути посветени за една многу интересна тема, фудбалска тема, втор фудбалски камп на Реал Мадрид фондацијата веќе на средината од јануари, а за таа тема мои гости денешни се Анита Даева и Горан Ѓоргоновски. Добар ден од КМГ Спорт агенцијата, која прочем заедно со Спорт Арена се главните виновници за овој фудбалски камп Реал Мадрид. Поздрав до тебе, поздрав до гледачите на Отворено студио. Така, од неодамна и 1 ТВ е единствен телевизиски медиумски партнер на фудбалскиот камп Реал Мадрид. Се надеваме на долга соработка, како и што се најавени. Ова е втор камп веќе во јануари, а до година, нели, до крајот на годината следуваат уште неколку. Да се задржиме прво на овој сега престојниот фудбалски камп. Анита, што не очекува? Какви се организациите, аплицирањето околу кој се има право да учествува? Така. Благодарам за просторот и драго ми е што медиумски ќе соработуваме и нека трае оваа соработка, како што кажат, и долго. Кампот од 14 до 18 јануари следната 2019 година ќе се одржува во спортскиот комплекс на хотел Аквалина. Условите мора да бидат на ниво какви што ги бара Реал Мадрид, бидејќи тој организатори, сето она што ние го работиме е по ингеренција нивна, значи од Шпанија не доаѓа сето тоа. Деца од 7 до 17 години се пријавуваат, и момчиња и девојчиња. Ова важи и за оние кои што го знаат и го сакаат фудбалот, меѓутоа и за оние кои што можеби само навиваат за Реал Мадрид, па нели да имаат таа близина со шпанските тренери кои што ќе бидат присутни на овој камп, да имаат еден поинаков јануари и добар период за школскиот распуст да се искористи како никогаш досега. Се надевам не само оние кои се бават професионално, нели, по фудбалските школи, соне на секој млад спортист да се најде, нели, во редовите на еден таков гигант, а шансата е единствена сега кај нас, нели? Реал Мадрид доаѓа по втор пат. Горан, кажи ми како е до сега аплицирањето, колку е голема заинтересираност и како што кажа Анита, многу се захтевни Реал Мадрид. Значи, како што спомна ти, дека соне за секое дете што трча на фудбалските терени, кој што тренира или не тренира или трча на улица да биде, така и за нас е голем предизвик како агенција која што доаѓа од една Македонија да соработуваме со еден таков гигант како што е кралскиот клуб. И баш како што кажа ти, а и имаме спомнато и неколку пати, и Анита се спомна, значи едноставно кај нив нема апсолутно нималку простор за импровизација и за нешто што би поминало така неконтролирано, неадекватно, непрепознатливо за нив, и на некој начин тоа е така и треба да биде, а нас како агенција не учи, да кажам, не ги продлабочува знаењата во делот на тоа како треба да изгледа. Значи, иако ние имаме искуство, знаете, организираме кампови, но искуството што сега го имаме едно стварно убаво за нас, се надевам дека во иднина дека ќе биде. Она што ме праша за пријавувањето, значи, јас досега не сум сретнал ваков интерес за еден камп. Има огромен интерес, иако уште има простор за деца да се пријават на кампот. Значи, има огромен интерес, децата прашуваат, родителите прашуваат, но реално гледано ние започнавме пред 3 недели со пријавување и тоа ќе трае веројатно до некаде првите денови на нова година и се уште има простор за кои за родителите и за децата кои се заинтересирани да се пријават. Морам да напоменам меѓу другото дека самото пријавување, пријавата која што се пополнува е директно оди таму во Реал Мадрид, и она што е интересно е дека со самото пријавување на детето веќе таму од Шпанија се одредува на лице место кај кој тренер ќе биде детето, во која група ќе биде. Нешто што исто така е многу интересно, еден убав систем, еден убав начин на распределување на децата, затоа што самата пријава нив им дава јасна слика за децата кои се што се од возраст до тоа какво искуство имаат фудбалско и така натаму. И тие уште при самото пријавување, уште пред да дојдат тука, се знае кој е дете, во која група е, кај кој тренер е,
а како што напомена Анита, тренерите и се околу спортот е исклучиво задача на Реал Мадрид фондација. Така, огромна е заинтересираноста од Реал Мадрид кога во прашање се ваквите кампови, така. но да се Не единствениот овде во Македонија, да кажеме 50 во светот. Така, но единствени сме во регионот. Единствени така. се да во регионот, значи во Европа Реал Мадрид кампови постојат во Германија и во Австрија, значи нема на друго место во Европа, Да, и нашиот нема. и овој Значи интернационален носител исто на така. лиценцата Спорт Арена има лиценца за пошироко регион тука за Балканот, но почнуваме од Македонија и тоа е еден убав податок и тоа е еден начин, една убава доверба према нас тука, зборам како држава, што од тука почнува сега да се шират камповите во регионот. Овие година две ќе биде тука, па понатаму зависи од лиценциран, од партнерот. Да, и она што е многу важно, што сакам да го потенцирам, значи учиме фудбал апсолутно, да, меѓутоа како што велат Тоа од ме Реал Мадрид, интересира, да. кога толку се заактивни Реал, што ќе понудат на овој Дека она камп, што е најважно, добие така секој вели дете? првиот човек на фондацијата, најважно е насмевката на децата. Значи децата мора да бидат среќни, мора да го памтат до крајот на животот. А ние како организатори, повторно ќе кажам, по сите оние упатства за употреба на организирање и реализирање на еден камп, кој што ни ги дава Реал Мадрид, треба да го направиме тоа најдобро што можеме. Предвидени се по 2 тренинга кои што ќе бидат во текот на денот. Освен фудбал, ќе учиме како да другаруваме, дека тимската работа потекнува од поединецот, меѓутоа кога поединецот е дел од тимот мора поинаку да размислува. Секој камп на Реал Мадрид, вклучувајќи го и овој кој што ќе се случува по втор пат во Охрид кај нас во Македонија, има определени вредности врз основа на кои си живеат децата во тие денови. Значи тоа е само иницијатива, контрола, тимска работа, напорна работа. Сето тоа ќе биде имплементирано во текот на тие денови од страна на тренерите кои што ни доаѓаат од Шпанија. Тие ќе си имаат и свој тренери помошници од овде од Македонија, не заради друго, туку заради подобрата кореспонденција со децата, бидејќи тие зборуваат на англиски, а нашите тренери кои што го знаат фудбалот, меѓутоа и англискиот јазик, се тука за сета таа информација која што доаѓа од Шпанија да биде поделена на децата. Децата сонуваат, живеат за фудбалот и се уште нели останува најважната споредна работа на светот, а нас како организатори на Реал Мадрид како организатори Македонија ќе им биде навистина важна од 14 до 18 јануари и ќе се потрудиме ова да трае и да биде квалитетно изведено и изреализирано, а на децата навистина ќе им се обезбеди едно кралско доживување. Така, Горан, 5 дена имаме така, да. И за селекцијата ме интересира, бидејќи не секој може нели да исплива на површина, како се селектираат и кој има шанси да допре до Реал Мадрид. Како одат тие селекции? Во принцип, тоа е работа на тренерите кои што доаѓаат таму, пак ќе повторам. Дали ќе извојат некои поединци, например, кои заслужуваат, кои најголемиот талент ќе може ли да се препознае и да се одведе нели во Реал Мадрид ова што го работи во светот, не само кај нас. Значи со овие, значи пак Реал Мадрид е фондација, ајде да кажеме чедо на Реал Мадрид и е дел од Реал Мадрид и е задолжен за да организира кампови во светот и меѓу другото ја шири својата мисија во тоа да Реал Мадрид стане уште попопуларен кај на младите. Од друга страна, сака да го пренесе искуството свое што го спомна Анита на своите постулати по кои се водат тие таму, значи дека спортот не е само талент и дека спортот не е дека ако си најдобар играч ти ќе бидиш, ако си најдобар играч во фудбалска смисла дека ќе бидиш најдобар, него дека треба да бидеш и да ги имаш запазено овие начела кои што тие ги пропагираат, ајде да кажам, и третата работа која што ова го прават тие е и за да видат во земјите кај што организираат со што располагаат тие земји и нивно дискретно право е, се случувало тоа во Германија, во Австрија, се случувало тоа да издвојат еден, двајца, тројца поединци кои што нив им паднале во очи. Значи тие сигурно не се луди ако видат нешто што е тука квалитетно да него да замижат. Значи мене ми е многу драго што ние си немаме работа со спортот тука, затоа што знаеме како е кај нас, како во овој регион, како знаат да одат работите. Мене ми е многу драго што ние како агенција сме една само логистика за нив, а тие што решаваат. И ако тие препознаат нешто, значи тоа навистина е така.
Нив не ги интересира кој е дете, од каде е, што е, како е, колкаво е. Значи, ние имаме деца и од Косово на кампот, веќе имаме пријавено доста така, деца. тоа ми беше прашањето, дали Значи, регионално веќе имаме пријави. деца, сега не знам дали од Албанија имаме пријавено деца, не сум сигурен, но пошто знам дека има интерес, но не сум сигурен да потврдам, али сакам да кажам дека ова веќе не е наш камп, него е интернационален камп. И воопшто нив не им прави работа од кај доаѓа детето. Нив им треба само да препознаат талент, кој што талент во иднина може да зрее, таму, некаде. Така да, апсолутно дека постои таква можност, иако кампус experience, како што се нарекуваат овие кампови, се првенствено за она што кажа Анита. Учиме фудбал, учиме некои постулати кои што Реал Мадрид ги пропагира и кои што нивните тренери ги пренесуваат на децата, се дружиме, се забавуваме и кога ќе го заокружиме тоа, децата да бидат задоволни, да научат нешто ново, да видат нешто ново. Ние имаме искуство со кампови организација, и ако бев некогаш, и ако некој бил скептик, имаше многу прашања во минатото, а што сега за недела дена, што за 7 дена, што за 5 дена, сега, после 4 години организација кампови, можам да кажам дека многу работи можат кај детето да се сменат во што е најбитно во главата, се друго се менува, во пристап, во она што во спортско размислување, во она што е важно во моментот. Значи, можам да го кажам веќе од искуство, не дека некој сме го слушнале негде, или искуство наше што сме го виделе кај деца, кои што сега се, еве и сениорски репрезентативци веќе на Македонија, а кај нас поминали сме ги гледале како растат и што кај нив се променило со еден поинаков пристап. Така да И само да кажеме да не заборавиме дека секој дете добива медицински преглед, доколку не добие зелен картон од таму не може да замине на камп без разлика на желбата и сите други услови кои што ги исполнува. Безбедно ќе биде на кампот. Безбедно, да, ќе имаме 24 часовен медицински мониторинг од нашиот медицински партнер, да смераат што се вели затоа што нели се случува, тоа се сепак дечиња апсолутно. Тоа не е најважно. Нашиот партнер исто, значи тоа е нешто што реал и опремата кој што ја носат нивните идоли ќе имаат и тие. Така. И значи има обезбеден превоз. Значи има Так. обезбеден превоз за децата од Македонија и оние што ќе дојдат од Косово во Македонија, ајде да кажеме во Скопје, значи обезбеден е превоз до Охрид и назад до нивните места на живење. Значи се да биде така спакувано да биде како што треба. Спомнавме медицински преглед, спомнавме осигурување. Реал Мадрид не дозволува да почне кампот без овие работи да бидат како што треба, значи не е дали ние сакаме или не сакаме, него едноставно тоа така треба да биде. Така да строго се држат според тие. Пакетот нема бегање, нема импровизации, нема адхок моменти. Значи сето тоа е веќе смислено, се реализира и живее во 50 земји. Ние сме горди што Македонија е една од тие 50 земји и се случува такво нешто. И она што го кажа Горан пред малку, навистина ќе бидеме среќни ако барем едно детенце кое што е родено овде, успее и замине некаде благодарение на овој камп и благодарение на присуството на шпанците овде во Македонија, затоа што јас сум сигурна дека ги има талентите и она што ние го работиме со нашата школа, намерно значи одиме во места кои што не се толку звучни или ги немаат тие сали, ги немаат тие услови, затоа што не знаеме кое дете каде што расте или е родено, може од него да биде нешто и навистина да просперира понатаму. Овој камп е можно за такво нешто. И да не замине, како што кажа Горан, ќе биде збогатено и тоа како со оние фудбалски знаења, со преку разните програми, нели, обуките што ќе ги држат шпанските тренери. Предавања, така. Сето тоа ќе си биде. Ќе живееме сите заедно и сите сме таму исти без разлика кој од каде е, колку има, колку нема. За оние кои подоцна се информираат или недоволно имаат сега финансии да присуствуваат нели на овој камп, до крајот на годината кога најбрзо не очекува еден сличен ваков проект? До крајот на годината зборуваме за таковната после јануари, така, после јануари 2019. Па нека помине некој месец, ќе не очекуваат многу проекти кои што ќе бидат исто така многу интересни и би рекла многу попредизвикувачки за дечињата, меѓутоа затоа потоа. Значи јас би сакал тука да кажам дека кај Реал Мадрид и тоа е уредено на еден начин кај што за време на кампот покрај тренерите доаѓа и човек кој што е супервизор и кој што треба да даде оценка на што се случувало. И еден камп е врзан, наредниот камп е врзан со овој камп. Значи тренерите, секој посебно, има еден формулар кој што дава оценка на сместување, оценка на инфраструктура, оценка на се што се гледа таму, даваат оценка, се сумираат сите тие оценки на тие 4-5 тренери, на супервизорот, во дел значи и од спортот и надвор од спортот,
И кога ќе се сумира оценката, тогаш лиценцираниот партнер знае дали наредниот камп добива пас за наредниот камп или не. Значи тие не може да ти ветат дека наредни 2 години ти ќе организираш камп, ако ти сега не се држиш до тоа што треба да се држиш. Затоа ние не можеме да го најавиме. Али тоа ќе се знае на последниот ден од кампот, ќе се знае да вие положивте, сега ви овозможуваме наредниот камп во тој период да го организирате. Може да почнете. Така да ние се надеваме дека наредниот ден, на последниот ден од кампот ќе можеме и за вас медиумите да ви информираме и дека да, ние положивме и дека ние наредниот камп ќе биде или наредните кампови ќе бидат тоа. Додека не заврши овај камп, ние не знаеме, односно лиценцираниот партнер Спорт Арена не може да знае дали следните, без разлика каков бекап има, без разлика колку историја има со организирање кампови. Иако ние сме млади овде сега, збориме дека првиот камп беше во јуни. Значи во Германија неколку години веќе се организираат и таму. Шемата е разработена, така. Ајде да кажам, да. Овде сме млади и нормално дека со тек на време и довербата меѓу нас како овде и Реал ќе се зголемува, што е нормално. И пак ќе кажам, на крајот од кампот ние ќе знаеме што сме добиле како оценки и ќе знаеме да, тогаш се наредните кампови. Така, тука ќе ви се заблагодарам. 075329745 за сите оние кои што не ги слушна информациите. Така и кај нас на нашата Facebook страна и на вашата Facebook страна Да Campus се Experience, информира. Real Madrid Campus Experience Македонија, може да не контактираат и во инбокс, може да прочитаат и да видат што, како. Тука сме, ве каже Јанита, телефонски број за тие што им е полесно. Така. Еден ТВ како медиумски партнер на овој настан, на овој фудбалски камп на Реал Мадрид за овој што следува од 14 до 18 јануари во Охрид, ќе додели еден бесплатен или гратис ваучер на едно социјално загрозено семејство, на едно момче кое заслужува да биде присутно, да заигра со и да учи од најдобрите шпански тренери, бидејќи го заслужува тоа, финансиски не се подготвени и еден ТВ ќе обезбеди за овој камп еден бесплатен ваучер, а веќе за наредните тоа ќе објавиме и наредниот период кој следува, како ќе се одвиваат тие настани и се надеваме дека ќе имаме супер интересна и успешна соработка и со Реал Мадрид и со вас како агенција. Благодариме на вашата телевизија за оваа информација која што сега сподели со јавноста. Благодариме на вниманието и на се што правите за овој проект. Така, ви благодарам, а вие почитувани гледачи, останете натаму со програмата на Еден ТВ. Пријатно.